Централен дневник на К1. Добро вечер. Со најновите актуелности започнуваме по кратките настани кои го одбележа денот. Гледајте не. 3 нови услуги од контакт центарот промовираше Агенцијата за катастар на недвижности. Штрајк на вработените во фабриката за шински возила Колска. Членовите на Друштвото на писатели на Македонија читаа поезија во чест на Рацин во пресрет на 53-тите Рацинови средби. Со 3 нови услуги се олеснува користењето на контакт центарот на катастарот. Со тоа ќе се олесни работата и на вработените, но и на корисниците на услугите, вели првиот човек на агенцијата Славчо Трпески. 3 нови услуги од контакт центарот што ќе олеснат соработката помеѓу службата и граѓаните, промовираше Агенцијата за катастар на недвижности. Првиот новитет, вели директорот на агенцијата, Славчо Трпески, се однесува на онлайн услугата за исправка на техничка грешка. Со новиот модел преку имејл или на бесплатната телефонска линија ќе може да се пријави техничка грешка. До сега граѓаните исправки на определени податоци, дали се работи за име, за презиме, за површина, за некој друг податок кој што е јавно достапен и може да го видат на нашата веб страна, мора да дојдат во шалтерите на катастарот и да ја пријават таа техничка грешка. Сега веќе со новиот модул кој што овозможува онлайн пријавување, граѓаните, компаниите можат на многу едноставен начин, било преку нашиот мејл адреса info@katastar.gov.mk или пак на бесплатната телефонска линија 0800 800 да ја пријава техничката грешка и понатаму соодветно да биде истретирана од страна на службите на катастарот. Закажи состанок е втората нова услуга која пак нуди можност граѓанинот да закаже состанок со стручните служби во катастарот. Сега наместо физички да доаѓаат, ќе можат исто така преку бесплатната телефонска линија 0800 800 да закажа состанок со определено лице, при тоа закажување точно ќе се дефинира и терминот и времето и сатот кога треба да се дојде и на тој начин граѓаните нема потреба да доаѓаат при закажувањето на состаноците во катастарот, туку однапред без никакви трошоци, бесплатна телефонската линија ќе си може да се закажа состанок и понатака да им се реши проблемот. Во однос на третиот новитет, модулот кампања, Трпески истакна дека истиот овозможува масовно информирање за определени новини, застои при работа, но и една убава можност да се направи анкета колку се граѓаните задоволни од услугите на катастарот. Работниците од фабриката за шински возила Колска повторно на штрајк. 130 вработени бараат решавање на статусот и исплата на заостанатите плати. Штрајкот започнал вчера, тие за утре најавија блокада на железничкиот сообраќај во Велес во периодот од 11 до 12 часот. Се уште не е решен статусот на единствената фабрика за шински возила Колска. Работниците повторно на штрајк, велат иако минатата 2015 година законски биле вработени, практично биле без работа. Пред 2 месеци велат дека нивната компанија потпишала договор со Македонски железници за поправка на 75 вагони. Тие работеле на нивната поправка, но за тоа не добиле плата и платено здравствено и пензиско осигурување, практично од месец декември. Остана половина за декември, не остана дел од декември не исплатена, трети, четврти не се исплатени и 3 месеци еве узастоп немаме здравствено осигурање. Значи имаме многу проблеми од таа страна. Укажувавме, зборувавме со раководството наше, они кажаа дека биле договорот што го направиле со Македонски железници дека можеме да испаднеме да се покриеме, а фактички испадна дека не можеме да се покриеме. Цената на колите е многу мала. Вработените во фабриката за шински возила велат дека средствата кои се наменети за поправка на вагоните се трошат само за набавка на материјали, а од нив не останува пари за плата и придонеси. Значи мора да се направи нешто. Статусот да не се реши прво, бараме, да се направи анекс на договорот. Ако не може да испаднат со оваа цена, се направи анекс на договорот со Македонски железници, за да имаме ние средства да се покриваме и да работиме понатака. 130 вработени првенствено бараат решавање на статусот и исплата на заостанатите плати. Штрајкот започнал вчера, а тие за утре најавија можна блокада на железничкиот сообраќај во Велес во период од 11 до 12 часот. 24-годишен жител на село Црквино е приведен на граничниот премин Табановце. Граничната полиција установила дека тој имал за издржување казна затвор во траење од 2 години. Елица Радевска ги има деталите. 24-годишниот СК уопсен на Табановце во обид да ја напушти државата.
Имено пасошката контрола констатирала дека лицето било евидентирано во листата СТОП, бидејќи издржувал казна затвор, затоа не добил дозвола да ја напушти Македонија. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, лицето е приведено околу 2 часот и 30 минути во полициска станица во Куманово. Како што информираат оттаму, во базата на податоците стоело дека тој имал за издржување казна затвор од 2 години за сторено кривично дело помагање во врска со кривично дело, оштетување или повластување на доверители. СВР Куманово го превзема случајот и ќе постапува по него. Според новата анкета на Брима Галуп, ВМРО ДПМН е со предност пред СДСМ. 38,8% од граѓаните од македонскиот дел од електоратот се изјасниле дека без разлика дали би гласале или не за ВМРО ДПМН ја сметаат за поблиска партија. За СДСМ на ова прашање одговориле 18,7% од граѓаните. Последната анкета на Брима Галуп покажува дека ВМРО ДПМН е поблиска до ставовите и личните убедувања на најголемиот дел од граѓаните. 38,8% од граѓаните од македонскиот дел од електоратот се изјасниле дека без разлика дали би гласале или не за ВМРО ДПМН ја сметаат за поблиска партија. За СДСМ, потврдно на ова прашање одговориле 18,7% од граѓаните. Соодносот при вкупен број на гласачи е 26,3% во однос на 14,6%. ДУИ и ДПА во овој дел од истражувањето се појавуваат со 5,9, односно 3,2%. Речиси 40% од македонскиот дел од електоратот сметаат дека Македонија има подобра иднина со ВМРО ДПМН, додека за СДСМ процентот е 17,8. Во овој дел 5,9 и 2,5 се процентите за програмите на ДУИ и ДПА. Поголем дел од испитаниците, односно 48,8%, сметаат дека ВМРО ДПМН е најактивна во нивната средина за да ја добие поддршката, додека за СДСМ одговориле 15,5%. ДУИ како најактивна ја сметаат 8,4%, а ДПА 2,6%. 41,5% од испитаниците сметаат дека ВМРО ДПМН подобро би управувале со државата, а за СДСМ 17,5%. Анкетата е спроведена во периодот од 5 до 12 мај врз 1006 испитаници на возраст над 18 години. Го гледате централниот дневник на К1. Започнаа последните активности од последната фаза од изградбата на водоводот во село Мустафино, Свети Николско. Со ова конечно ќе се реши проблемот кој со децении ги мачи жителите на ова село. Деновиве започнаа активностите на последната фаза од изградбата на водоводот во село Мустафино, Свети Николско. Поради повеќе годишните проблеми кои се појавуваа, водоводот во Мустафино не можеше да се стави во функција, а жителите на ова големо Свети Николско село не можеа да добијат чиста и здрава вода за пиење. Локалната самоуправа ги обезбеди дополнителните средства за конечно да се стави крај на проблемот кој со децении ги мачи мештаните на ова село. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев при посетата на градежните активности потврди дека во наредните 20 дена ќе биде завршена изградбата на доводниот систем до резервоарот на селото. Оттаму по природен пат водата ќе биде дистрибуирана до сите домаќинства во ова населено место. Дваесет истакнати членови на Друштвото на писатели на Македонија читаа поезија во чест на 73 годишнината од погибијата на Кочо Рацин. Друштвото традиционално ги одбележува годишнините на истакнатите македонски писатели. Поетскиот караван на Друштвото на писатели на Македонија со поетско читање во медиотеката на библиотеката Гоце Делчев по повод 73 годишнината од погибијата на Кочо Рацин. 20 истакнати членови на ова друштво настапуваат во знак на делото и личноста на Рацин. Поетското читање е во рамки на проектот за дисперзија на културни вредности во земјата. Друштвото на писателите на Македонија традиционално
ги одбележува годишнините на истакнати македонски писатели, книжевните великани од форматот на Константин Миладинов, Кочо Рацин, Ацо Караманов, Блаже Коневски, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Анте Поповски и Петер Андреаси, да споменам само неколку, во рамките на ова манифестација и во редот на тие активности ние ја одбележуваме и оваа годишнина. Преку автентични форми, Друштвото на писатели на Македонија ги одбележува годишнините на писателите. Се надам дека ова манифестација ќе стане традиционална и дека и секоја година практично Друштво на писатели ќе го посетува Велес во рамки на својот проект за дисперзија на културни вредности низ државата. На караванот гостин беше и почесниот конзул на Монголија во Република Македонија, Ли Намдак Жанчи Вин, кој се представи со своји стихови. Утре започнуваат 53-тите Рацинови средби. Велес 2 дена ќе живее во духот на Рацин. Многу поезија, музика, балет или со еден збор кажано, многу уметност на едно место подготвија организаторите за годинешните посетители. Утре во 11 часот со промоцијата на муралот Ленка и тутуноберачите под градскиот саат во Велес ќе започне една од најстарите манифестации во земјава – Рацинови средби. На спомен костурницата во 18 часот ќе се засади рацинова шума, а во 19 часот во ликовниот салон ќе се отвори изложбата Грнчарски средби Велес 2016. 53-тите Рацинови средби ќе продолжат со уметнички перформанс 1000 свеќи за Рацин во спомен куќата на поетот во 20 часот, која ќе продолжи со положување на цвеќе во чест на поетот пред неговиот споменик во центарот на градот во 20 часот и 15 минути, а ќе се заокружи во 20 часот и 30 минути на Нов мост. Свеченото отворање на Рациновите средби ќе биде на спомен костурницата во Велес, каде ќе бидат доделени наградите Антологија на болката и наградата за најдобрата Твитер порака Напиши љубов во 140 карактери. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се изврши промоција на алманах посветен на саемот за вонучилишни активности, проект на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци. На едно место собрани 29 биографии и исто толку фотографии од спортски клубови, невладини организации, училишта за танци, музика и друго. Го сочинуваат алманахот посветен на саемот за вонучилишни активности, проект на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци. Вчера вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се изврши неговата промоција пред голем број присутни. Ова представува еден своевиден буквар за сите ученици, за сите родители, по завршување на летните одмори, годишните одмори, на есен кога ќе започне учебната година, значи заедно да го погледнат овој алманах и да видат каде можат самите ученици или децата, ова се однесува до родителите и повозрастните, каде можат да ги зачнат своите деца и да го потрошат слободното време. Навистина представува огромно задоволство овде помеѓу нас, позади мене, имаме голем број на спортисти кои што имаат постигнато врвни резултати. Сите членови на Општинскиот совет своите знаења и искуства да ги пренесуваат на децата, бидејќи децата се најголемото богатство. Децата се тие кои во иднина ќе ги пренесуваат практиките и знаењето кои го стекнале во минатото, бидејќи знаењето дава моќ и сила, посочи доктор Лазар Нанев, иницијатор за формирање на советите во општините заедно со УНИЦЕФ. Драго ми беше кога во самото решение на Законот за правда потенциравме дека локалната самоуправа мора да превземе сериозни чекори во делот на одговорноста, превенирањето и создавањето на услови за превенција, воспитување, социализација и ресоциализација на децата. Бидејќи средината каде што живеат децата е најдобро тло каде што истите може да се превоспитуваат.
Инаку, Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци е еден од најактивните совети во земјава. Неговата цел е да врши проценка на состојбите на локално ниво, да ги идентификува факторите на ризик, како и потребите на локалното население. Еден од најдобрите проектни активности е токму саемот за вонучилишни активности, кој е единствен од ваков вид во државата. Македонските компании, особено оние кои се посветени на меѓународната трговија, стануваат поконкурентни како на домашните, така и на меѓународните пазари, изјави вице-премиерот за економски прашања Пешевски. Според Вокер, извршниот директор на институтот Мејкен, избори во државата за решение на кризата. Вестите од Македонија. На 27.000 стандарди и стандардизацијски документи досега има усвоено Македонија, со чија примена македонските компании, особено оние кои се посветени на меѓународната трговија, стануваат поконкурентни како на домашните, така и на меѓународните пазари. Ова го истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на отварањето на 12-тото годишно собрание на Европското тело за стандардизација и Европското тело за електротехничка стандардизација, чиј домаќинот вчера е Македонија. На годинешното собрание, што ќе трае и денеска и утре, присуствуваат на 250 представници од 70 држави. Со примената на стандардите, како што потенцира Пешевски, се добива на производи со повисок степен на додадена вредност, кои придонесуваат за зголемување на извозот, а со тоа и на економскиот раст на земјава. Решение за политичката криза се кредибилни избори, изјави извршниот директор на институтот Меккейн, поранешен амбасадор на САД во НАТО, Курт Вокер. Тој воедно напомена дека решение на длабоката криза во која се наоѓа Македонија е можно само преку гласачите, кои ќе го имаат последниот збор за иднината. Според него важно е да има влада која ќе има обновена доверба од граѓаните. Тоа би бил можен излез од кризата, но патот доттаму нема да биде лесен, ако се земат предвид сите случаи на аболиција, може да се толкува на поинаков начин. Можеш да бидеш на страната на луѓето кои го бранат владењето на правото и тоа би бил проблем. Или може да се гонат луѓе кои биле во владата и тоа да се прави од одмазнички цели. Тоа е навистина тешко. Важно е сега дека откако аболицијата е укината, секој е предмет на истрага, вели Вокер во изјава за Гласот на Америка. Според него, важно е да се прочисти избирачкиот список и да се создадат севкупни услови за избори, кои ќе се одржат на слободен и транспарентен начин. Подвлече дека партиите и лидерите кои ќе победат на тие избори ќе бидат оние кои ќе ја изведат Македонија од кризата. А од вестите од светот издвојуваме. Невреме бесне е од Америка до Австралија. Хилари Клинтон прогласена за кандидат на Демократската партија за председател на САД. Нивото на реката Сена последните неколку дена опаѓа, но и натаму е се уште високо. Во Париз и понатаму се затворени музеите Лувр и Орсеј, кои се наоѓаат на спротивната страна од реката Сена. Поплавите досега однесоа со себе 2 жртви во Париз, но метеоролозите предупредуваат дека стравот од поплави постои и на други делови од Франција. Најмалку 12 луѓе, меѓу кои 5 воени лица, ги загубиле животите во бурното невреме и дождовите кои претходната недела го погодиле Тексас. Оделението за кривична правда евакуирало околу 1700 затвореници во Росерон, кој е на околу 50 километри оддалечен од Хјустон, заради издигнување на реката Бразос. Заради истата река евакуирани биле околу 2600 затвореници од други 2 затворски објекти оваа недела. Водата создала огромни проблеми и во германската покрајна Баден-Виртенберг. Низ текот на една ноќ врнело повеќе дожд отколку цел месец во истата област во Европа. Поплавите не ја заобиколеа ниту Русија. Веќе неколку дена под вода е голем дел од градот Новоросиск на брегот на Црното море. Количините вода на улиците го парализирале сообраќајот, но локалното население тврди дека не е виновно само лошото време за таквата ситуација, туку и системот на дренажа од советско време кој не се одржува адекватно. Хилари Клинтон прогласена за кандидат на Демократската партија за председател на САД. Председателот Барак Обама и честиташе за освојувањето на номинацијата. Клинтон ја прослави победата во исцрпувачката трка со ривалот Берни Сандерс меѓу поврзаниците во Бруклин во државата Њујорк.
Таа изјави дека нејзиниот подвиг е круна на долгата историја на достигнувањата на жените во стекнување на правата. Заблагодарувајќи се пред толпата народ, Клинтон вели дека со ова се урнати бариерите и оти прв пат во историјата жена ќе биде кандидат за претседател на САД. Белата куќа соопшти дека Обама и се јавил на Клинтон за да го честита освојувањето на неопходниот број делегати за номинација. Претседателските избори ќе бидат одржани на 8 ноември, а против кандидатот на Клинтон ќе биде Доналд Трамп од Републиканската партија. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и температура во интервал од 22 до 26 степени. Во текот на ноќта се очекуваат поројни дождови и грмежи. Еве ги деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!